Еве не, нова 12-та сезона нема љутиш, нели многу малку во оваа стара 25-та, бидејќи толку не остана, ама многу повеќе во новата 26-та, која се надевам дека ќе ја дочекаме заедно во една опуштена и празнична атмосфера. Тие празнични денови скоро и започнаа, па еве, затоа и ние стартуваме како што е ред со новата сезона во која ветувам максимално добра забава. Уште еднаш на сите вас во тоа име добро вечер, со едно топло добре дојде, бидејќи и така времето се помеша, па во сред декември сме на некои 25, 20 доловно, да не претерувам, во плюс нормално, а ноќе пак сме тука околу 20-ката, ама во минус, нели? Што може, ама и не мора да значи дека е лошо. Затоа што со таква драстична промена на температурата нели паѓа, ама притисокот расте, што пак укажува на тоа дека има адреналин. А каде што има адреналин во склад со високата температура, има и топли односи. Да не знае човек ден ли е, ноќ ли е, некаде 16 и нешто, мрак, а порано ноќе се спиеше, нели, па не знае човек сега кога да легне. Дење се работеше до тоа време или можеби учеше. Сега младите ноќе пишуваат на лаптоп или мобилен телефон, а дење спијат, што не е исто, нели? Кај нас постарите тоа е малку поуредено. Ние знаеме дека ако ноќе случајно не можеме да заспиеме, тоа значи само едно. Значи дека сме будни. Ако се сеќавате, до пред некој време беше се испомешано и со половите, ама не со јужниот и северниот, не. Туку, подсетам, не беше така. Одамна не се знаеше кој е машко, а кој е женско, или пак не сакаше да се знае. Ама затоа во јануари се врати Трамп и уште еднаш не подсети, ни каже, ние веднаш прифативме така да на мое задоволство, машкото пак си е машко, а женското женско и трето едноставно не. Добро, освен ако не е она подолгото, не. И затоа, додека се знае кој е машко, а кој е женско, побрзете, на запад бргу се менуваат тие работи, затоа велам побрзете и правете ги оние работи на време. Оние, знаете кои, бидејќи да подсетам, кој не сака кога може, може би нема да може кога ќе сака. И затоа велам се на време и додека можете. Ајде веднаш ако имате некој спротив вас, бидејќи знаете, годините си врват, а староста полека си доаѓа како кајмен. И некако сите знаеме дека кога си постар, што знам, мене така ми изгледа, се нешто полесно ти паѓа. И веднаш нели си активен. И вечерва ние ќе бидеме апсолутно активни, не само надвор, туку ќе биде, се надевам, топло и околу вашите срца, затоа што ви подготвивме нешто на што нема да можете да одолеете и со тоа се надевам ќе останете до самиот крај со нас, не само сега, не само вечерва, туку во целата сезона и не само со нас, туку и со нашите партнери и пријатели. На врвот, како наш покровител е Државната лотарија, да подсетам, играте Лото 7 секоја среда и сабота, затоа што главната премија надмина над 60 милиони денари. Тоа е фантастично. Играјте пред се за забава, сите добивки сметајте ги за награда, бидејќи единствено на тој начин знаете дека можете да ја сочувате вашата одговорност. Гребете и гребки, да ве подсетам, кои затоа што се бројни и ги има преку 10 различни, се многу забавни, а и модерни. Сега за празниците можете да подарите на некој од своите блиски, не само за вас, не само вие да ја видите својата среќа. Освен нив, на самиот врт, тука и се и останатите наши пријатели, како што е, например, Бучен Козјак, со своите превкусни и здрави млечни производи, кои се наистина барани и насекаде лесно најдени, затоа што ги има во скоро секој маркет. Алфи Техноцентар и во Скопје, и во Куманово, преубави наистина продажни салони, полни со роба како око и двете места на кои јас велам имате секогаш се на едно место. Производите на Арис прават чисто ренто на секаде и многу се практични за примена, а обезбедуваат сосема чиста околина со специфично пријатен мирис. И на крај, неповредност, но поред, секако незаборавниот и преубав амбиент и момент кој ќе го доживеете во ето село Тимчевски и нивниот ресторан за веселби, ресторан Еден. Полека, но сигурно доаѓа времето за нашите први содржини, како и за нашата гостинка вечерва. Дами и господа, со нас вечерва првата дама на македонската фолк музика, мадам Елена Велевска. Ќе ја видите нешто подоцна, а пред тоа ќе видите што тоа се можете вечерва да гледате во Нема љутиш.
не требаше ниту една да загризи на сето тоа. Таа повеќе загризуваше до душа. Мене одникогаш не ми сметале таквите провокации, бидејќи станав имуна на се после Жута тоа штампа, што да, после тоа што се пишува. Сокија нема да измислуju или објаснуju топлу воду и извори или ти врелци. Па не е овој список, бре. Ти ми подмеќаш свашта, мајку му. Ја изјава кад пишу, ти друг список ставиш. Па ти колко списка имаш, бе, Има и за пријатели, и за непријатели. Еве га! Налеј, 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 ме анџике, налеј, 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 од рујното вино. Добро вечер, драги мои, нова сезона Нема љутиш 12-та поред ја отвараме со една гостинка која верувам дека искрено ќе ве привлече да останете со нас до крајот на емисијата. Имаме чест оваа вечер со Коки заедно, ама ти немој многу да збориш. Ке ќуту Ето го, дај ми повише простор на мене. Да. Дами и господа, со нас Елена Велевска. Велевска со В и... Со В, да. Со В, од прилепа со В, да се чуеш. Ете, видиш. Па, Обично да. е без В. Здраво на сите кои што не гледат, здраво на сите во студиото. Многу ми е драго што имам чест да отворите сезона со мене. Па со В, да, бидејќи мојот татко е по потекло од Демирхисарскиот реон, а Демирхисар спаѓа под Битолскиот крај. Од таму, ако значи. сме ние, да, ако сме ние населени во Прилеп, така корените влечат кај Битола, Демирхисар. Добро, мајката е од Прилеп или онака? Мајката си е од Прилеп, да. Од Прилеп, па да, мама. Од Прилеп. Се важи. И тука единствено имаме предност ние мажите презимето што. А сега по ново тоа на ски и на женски, знаеш ли дека има? Па да, Европа. Ски, тоа е, да. Европа, да. Помошо проблеми има кога ќе улегне во Европа. Елена, долго време се договараме да ни бидеш гостинка, дури минатата сезона мислам, ама ете твоите ангажмани не дозволуваат многу простор за гостување по емисии. Ако присутна си, еве сега и пред новогодишните празници, навистина барана, во сите шоа ќе се појавиш, сите телевизиите поканија. Навистина сите, имав еден таков период, исполнет агендата беше со телевизиски снимања и навистина е момент кога имам што да промовирам неколку од моите најнови композиции, така да меѓу првите сте и вие. Ќе ја промовираме денеска песната Мој си за секогаш, која што вчера што току излезе од студио. Да ја пуштиме во етер. Каква част, Коки, видиш? Да. Мој си да секогаш и доваѓа кој мене да го промовира, некој е тебе. Немој да се стоиш многу ти. Извини грешка. И да брани по еден чај, видиш дека грло го боли, Елена. По тоа се познава, нели, многу ангажмани, многу пење и на телевизија и вака. Ајде веднаш да ја разбиеме таа фама, многу се дискутира за тоа. Јас сакам да кажам дека ти си една од ретките кои има статус на звезда тука во Македонија, слободно можам да кажам така ли, Коки? Доживljavаш ли го од звезда? Да. Мало ни е небо, ама имамо пуно звезде. Меѓутоа, една од најсјајни, кажеш тако една, па нема кој да се една од најсјајни нема кој да се љути. Мада да кажеме во забавната музика тоа се Каролина у Белград кој беше Калиопи и Владо Јаневски. Секако покоен Тоше Проевски, не се уште никој не го надмина, ја за наш живот не верувам дека некој ќе успее. Во народната музика ти Сузана Гавазова и добро, онаа стара гарда сега можеме да кажеме дека да, доајени на народната музика, меѓутоа вие малку повеќе одскокнавте, двете можеби заборавам некоја друга или некој друг, одскокнавте во стил на балканските звезди, она што тие го прават, тој начин на работење и на досегнување на популарноста. Па тоа излезе од таму што јас 7 години живеев и работев во Струмица, периодот од 2000 до 2007 и јас бев таа која што прва го скрши мразот, да кажам, се издвоив како соло пејач, како соло уметник, а додека пак тој период Гавазова беше со група Пицикато и јас бев функционална и пожелна и корисна за сите групи струмички кои што сакаат да работат со мене и тоа беше на вистинска борба кој да ме го има тој ривалитет, кој да ме има побрзо во група. Да, тој период на вистина имаше премногу работа и така испадна и Гавазова да се издвои од групата Пицикато.
почна како соло кариера, бидејќи навистина сигурно и се допаѓаше повеќе како функционирам јас и се створи една спојка, да кажам, каде што сопствениците на објектите угостителски почнаа да не бараат како дуел, да пееме јас и таја. Тогаш се сеќавам, тоа беше во терминал Траншпет, каде што луѓе со фирми доаѓаат на ручек тука и таму пеевме од 2 до 7 часот, а навечер па по ноќните локали пеевме од 10 до 5 часот наутро. Јас не знам со кое темпо работевме и како сме издржале сето тоа. Ја не знам гостите како издржале, дека вие да биете. И да, гостите се менуваат, но јас не можам да се сменам. Гостите се менуваат, кој кога му одговара да дојде, јас не можам да се сменам. Така да навистина ми беше потребна енергија за да отспијам, така да мирувањето и сонот е најбитно за еден пејач, за да биде гласот одморен и како што треба. Кога тоа не може да се стигне, многу ангажман. Таму беше борба од понеделник до недела, да Боби сигурно знае. И така како знае. Да, не е старо, дам на памти се. Од понеделник до недела да се пее. И јас се молев понеделник барем да ми е слободен ден, а во понеделник имаше обичај народот да се собира во едно село Петралинци, каде што таму беше целото случување, таму со Гоце Арнаудов, по кој гостувавме и беше најполно. Така, тоа е еден од оние што реков дојдени на народната музика. Така да за Струмичкото поднебје музиката секогаш била еден од главните адути и мене најмногу ми одговараше да живеам во Струмица. Како тој период сега не ми одговара што не живеам во Струмица, но сега сум еве на ниво поголемо, национално и интернационално, така да оној што сака и што е вреден во тоа што го работи, секогаш ќе има работа. Фрлена ракавица за Сузана Гавазова, како рече, веројатно и се допаѓало она што јас го работам, да можеби ќе се огласи да одговори, меѓутоа. Ама не е фрлена ракавица, видиш дека после заедно настапа. После заедно, јас и до ден денеска јас соработката ја имаме и имате контакти, да го разбереме тоа дека сте скарани дека. Да, имаше некои такви во жолтиот печат некои такви анкети, но не требаше ниту една да загризи на сето тоа. Таа повеќе загризуваше до душа. Мене одникогаш не ми сметале таквите провокации, бидејќи станав имуна на се после тоа што после тоа што се пишува и до ден денеска некако се разобедуваме преку други луѓе дека навистина не треба меѓу нас да има бариера, дека сето тоа е шоу бизнис и дека треба да го прифатиме, бидејќи гледаме како настрана сето тоа се одвива и се прифаќа, мада што и не се знае дали тоа е вистина или е лага од напишаното, но ние навистина треба да светски да размислуваме и да гледаме во тој поглед. Така, и нека остане малку од таа фама, па нека размислуваат луѓето што и како е. Па да видиме зашто сме се замериле. Јас кога реков во типот на балканските звезди, мислам на ова, например, ти плава, таа црна, ти брена, она цеца, нешто тој стил, нели како некој ривалитет, па зошто? Не, дефинитивно ние бевме едни од најголемите карики кога станува збор за ривалитет, бидејќи ние кога се појавивме во Струмица, посебно во Пепи, доста често работевме заедно. Тоа беше вистински ривалитет, да се најде слободна маса да се гледа нашето шоу. Работевме со повеќе групи работевме, но најмногу работевме со групата Алегро. И тоа беше ред да се чека за маса да се ослободи, за да не гледаат во вечерта. Тоа е голем предизвик, вие заедно двете најзгодни, двете најмлади, тоа беше најубави, да. И навистина беше добар старт. Браво, јас во таа насока и за естрадата многу полемики има околу тоа, дека нема да главиме у таа тема, ама обично влада и мислењето дека ние не можеме како останатите на Балкан, ги споменав Брена, Цеца, ги има навистина многу кои направија кариера, завидно да кажам. Ама еве вие сте добар пример за тоа дека нештата може да функционира така. Апсолутно. Значи и глас и стас што се вери. Да, јас сум секогаш за тоа, иако многу завршиле и со судења и со тужби, значи да не навлези човек натаму бидејќи секогаш ќе има кој што да пишува. И најдобро е нештата да се држат заеднички за да се задржи сепак вниманието на публиката, бидејќи јас одамна имав предложено да направиме еден дует кој што би бил полн погодок за публиката.
исто така би можело да се направи турнеја, значи сето тоа ако се осмисли добро, навистина би било да се чека влезница и да се бара карта плюс за тоа што Наистина изгледа многу ми е интересно како во тоа идеја. време, да. Па има интерес од njena страна да направите еден дует? Се надевам дека сега ќе се Има, оствари, зависи каква песна ќе ни се понуди. Така е. Јас сум секогаш, еднаш имавме една песна, но малку стилски бевме разидени во таа песна и некако не се споивме, но ако ни падне во рака она што треба да го испееме ние како двете да сакаме да го прифатиме, сигурно дека би било Дека ви го погодок. направили. Да. Ај, Сузе, ќе ја викнеме, па и неја ќе ја прашаме сега за Елена да се изборим, но да не сватат гледачите дека е нешто спешал, меѓутоа таа е колешка која почитуваш, како и останатите други во таа насока. Те прашам, имаш ли некој пример за пејач или пејачка која била во твоите мисли дека треба да функционираш како неа? Зборувам од балканските или ако е на светско ниво, се едно. Па јас секогаш сум се, иако како дете, Не да имитираш, тука, едноставно да ти како биде идол, нешто. како дете, пред да завлезам во овие музички води, секогаш ми била инспирација Благица Павловска, тогаш во тоа време беше една од најголемите звезди, и Лидија Спасовска Кумановката, која што ви е од тука, кога ги изваде хитовите "Помисли на мене", "Не се седи на два стола". Тоа беше време кога навистина можевме да се радуваме на звезда од таков калибар која што може со една песна да се воздигне. Мене не ми се случило тоа во мојата кариера со една песна да направам таа беше тотален бум, бидејќи на секој пејач му е потребно лична карта, но од самиот старт ти да имаш во ракав да си звезда преку ноќ, тоа е навистина голема привилегија. За жал не продолжи по патот. Да, Лидија не продолжи Па не, бидејќи она само не снима иначе. Наступа, Добро, има си- ангажирана е, има меѓутоа, свирка, во поглед на кариерата, мислам дека имаш отворен пат поприлично. Да. А од светските звезди кога станува збор, бидејќи јас не сум навикната да мирувам и во овој шоу бизнис навистина треба да си ајде да кажам во наводници опасен, бидејќи навистина постојат големи стапици кои што жена како жена треба да знаеш како да се водиш спрема одредените моменти. Значи, не секоја жена би можела да издржи. Јас толку сум горда на самата себе што се немам издржено и што се треба да знаеш како да го задржиш вниманието и да знаеш да обстанеш на врвот, дури и тогаш кога си ги имал најголемите, најтешките периоди и кога можеш, пример, многу лесно да имав период кога бев забранета на неколку места и тоа беше многу тежок период за издржување, но јас никогаш не се предадов во сето тоа, туку издржав да бидам и во најтешкиот период тоа што сум и да излезам на врвот. Само песните беа моето оружје и тука беа, ќе ги спомнам, моите три прекрасни деца, Софија, Марко и Калија, кои што секогаш биле мојот најголем мотив и поддршка и заедно сме успеале во сето тоа да ми кажат: мамо, ти можеш, ти си најсилна, ти треба само да го пребродиш тој период. Браво, тоа било веројатно најголем поттик. Да. Зборуваме за тие моменти, јас и доволно не ги знаев кога се видовме на подкастот кај Ване, малку ме запознавте со таа ситуација и би сакал тука во емисија накратко да се сврнеме на тоа и дефинитивно да ја разбиеме таа илузија која постоела во тоа време. Гледам се влечкат како опашки и се уште некои муавети. Сега, прозборевме за новата песна, драго ми е што вчера ние снимаме малку порано, меѓутоа ден пред снимањето ти ја имаш издадено помисли на мене, ви сега. Твој, мој, јас сум твој. Мој си за секогаш. Твој сум, немаш гајле, само кажи ти, ја не мрдам никад. Убаво е, најубаво е, верувам, кога нели те викаат по телевизија, иако затоа што си актуелна, меѓутоа најдобро е кога и имаш за што да зборуваш. Ти навистина во овој период имаш, затоа што имаш етно албум кој е пред тебе да го промовираш, веќе снимени музички номери, така? И плюс дополнително твои авторски номери. Значи, овој период навистина премногу се дадов во студио и имам навистина преквалитетни материјали за издавање. Се она кое што ми стигнуваше од моите колеги од препорака дека имаме многу песни кои што би сакале да се снимат. Навистина имам
морав да бидат некои одбијани од нив, бидејќи имам материјал кој што навистина заслужува чекањето да се оправда. И оваа песна ете премиерно ќе оди кај вас, мој си за секогаш, која што ја направив со маестро Гоце Костоски пејак во Прилеп и во студиото кај Славко со Љупче Василев, кој што текстот го погоди да биде онака љубовен, бидејќи љубовните песни секогаш се едни од најприфатените. И го дадовме максимумот што можеше да се даде и сакав да се свртам на една позитивна слика во животот, како што секогаш ме паметела мојата публика, како што секогаш знам на позитива да ги свртам работите и кога се најнеубави, ништо од тоа да не се почувствува и да не се познава. Браво. Видеозапис се уште немаш за ова номера? Немам, но се спрема. Имам предлог. Коки да искочиш ти да може луѓе да го пуштав после како спот песма, пошто да не га квариш спот, разбираш? А да се покрiju? Значи како го искара, ништо не кажа човекот во емисија. Он ми дава да кажам нешто, Ќе заврши емисијата, ништо не кажа. Веруј ми боле, веруј ми. Нека, стига, мајсторе, седи, уживај, слушај. Не, ја уживам, слушам и чекам. Секунда. Ама нешто ти е сигурно, не можеш да погрешиш. Да, не може да погрешиш. Што ќе си поеле, но после ја пак ќе се Нека си зборува. пое. Може? Може, да. Громот, ведро, небо, на градиве падна, усливе помодреја, кога ме погледна. Знак на живот добив, кога ти ме пакна, без да трепнам изустив, само едно да. Мој си за секогаш, мој си вино, моја страст. Со тебе јас сум кралица на среќата. Мој си за секогаш, мој си вино, моја страст. Со тебе јас сум кралица на среќата. Лесна како моја, ти во моите очи, равнотежа изгуби, ти ме освои. Знак на живот добив, кога ти ме пакна, без да трепнам изустив, само едно да. Мој си за секогаш, мој си вино, моја страст. Со тебе јас сум кралица на среќата. Мој си за секогаш, мој си вино, моја страст. Со тебе јас сум кралица на среќата. Браво. Гарантирано хит. А сега гарантирано пауза, па се враќаме со вториот дел и Елена Велевска. Врелци. Термални и минерални врелци су извори на топлу воду кои у зависност од састав помага во лечење на некои видови болести. Во Македонија има 19, 25, 50, 70, моле 500. Нема тачан податак, ама регистрирани су повише од 25 извора на термоминерални и геотермални води. Сак ја нема да измислуju или објаснуju топлу воду и извори или ти врелци, него ќе покушам да ги објаснам поими осеќам врелци у главу. Наидева ми врелци у грбину, ноге су ми врелци и така даје. Збор врелци значи врчина, горештина од која те фаќа саклет. И тие врелци шетав од главу преко грбину па ударав на ноги.
Нема да ги мешамо врелци што ги има уназад неколку години за време на летво со врелци у организам. Тоа су различни врелци. Каписла за главобољку су врелци у главу. Фитилј за запалење на плуќа су врелци у грбину, а врелци у ноге су знак дека филтри за течност, тоест бубрези, нешто зафркавав. Врелци у тело куде жено су знак на менопаузу, а куде мужи показател на андропаузу. И тој ви го објасни. Ете. Па џабе бута, што е да виште прегоре? Тебе ти џабе, мои су дрва. Ке прегори нормално кад ти увек касниш. Сак на жар ке те греби, ма те врту како клашчеш. Тоа ти прав. Увек касниш ти. Па еве, итам цело време за набе. Ама мора да пазу, Ставре. Зашто? Па чули, видели по вести. Уведуев ga тој Safe City, бре. И мора да пазу кад проваѓам пешачки. Мора да пазу кад проваѓам на семафор. Кад е зелено, так да пројду. Ке почнев да фрчив казне на сви стране. А паре, од куде? Ја немам, немој иш да мислиш од мој да ти дам. Виж, тој да се разбере. Ама па ја немам, тој ти викам, од куде да плату? Па ја што ме брига бре, ја за мене ги си плаќам, не за тебе, не си ми син, него другар, нели, пријател некој. А чекај, кад дојдемо до ставку паре, да го извадува список да видимо до куде стоимо. Каков ти е тој список? Знаеш га ти добро какав е. Ако список не си ga видеа, Пенкало си ga сигурно видеа многу пут. Гледај како дречи да не го изгубу список. Сега ќе ти кажу какав список. Па не е овој список, бре. Ти ми подметеш свашта, мајку му. Ја изеа кад пишу ти друг список ставиш. Па ти колко списка имаш, бе? Па тој Има, став. има и за пријатели, и за непријатели. Еве га, ставка 1 ракија, бат се стојко како смок сисаш. Ракија 57 пут си дошја, а салте 2 пут си до неја ракију, све од моју пиемо. Такој, ракија, тачка. После ставка 2 вика, дрва. Бре, не те срам. Дрвци ситно за потпалу не си до неја, не овие крупни што наваѓаш бано да се згреемо, мал се барема, највише абсорбираш, повише од мене се грееш. Тој палто си ga купија намерно, тој боју, тој глед колко е вруќо, бре. Грејање, тачка. Бре, па на тој ли ке гледам, а са ке изгледам, На тој, на овој, не, на све, собира се, многу ги има. Све, и тачка 3, имаш гаражирање. Какво ти е по таа ставка гаражирање, бе, сак? Па ти, бре, куде пиеш и се грееш? Овој дели е моја гаража. Значи, гаражирање, гаражирам те веќе, кој знае, 5 месеци и повише може ба. Гаражирање, тачка. Ама добро, стар, да те прашам по тебе, ба. Ама поштено, ба до мои паре ли ти е дошло, бе, став? Види, бе, Стојко, зависи од која страну гледаш. За мене су тој мои пари, jer да си ми даваа сваки пут, биле би у мој джеп, а не у твој. А сега ги нема у твој зашто многу трошиш. Не ми интересира. Јас сам ти како држава. Ова кој терам? 100 евра ти е укупно 3 ставки. Ако платиш до 8 дена, 50 евра. Ако не платиш за 8 дена, нема попуст. Ама има дупло. И још само да те прашам, овие тие 100 евра што су, тој сезонски ли е? Па да, ама ако продолжиш ова кој да касниш, ја на месец ќе ти го натепам, па ќе видиш после што ќе биде. Ти имаш нов албум сега. Дали е албум во ова време? Кога одиме на кај тој правец, кога се станува збор за македонската староградска традиционална песна и музика, ова што сега одиме во тој правец е како трет производ, кој што сакавме малку да скршниме од она Гердан за душата, кој што беше повторено, еднаш беше со групата Деспина, каде што е тој албум што го спомнавме. Јас потовите ги имам. имам. Гердан за душата 2, каде што беше со групата Чардак и тој проект е тотално во живо снимен. Значи на лице место во живо, поставени сме само во македонска куќа во Охрид и се снимаа 20 композиции една после друга. Како што ги пеев, така излегоја. Значи не студиски, однапред подготвени. Браво, да. А ова што сега треба да излезе и која што премиерата ја подготвувам да биде во за Водици во Охрид,
А тоа е албумот насловен како Осум аманети. Станува збор за подзаборавени песни во македонската ризница и направени се во ново рубо, затоа и гласи насловот кој што го даде Ѓорги Халеџиев, маестралниот Ѓорги Халеџиев од Струмица. Тој сакаше, негова беше идејата тој беше кумот на ова CD, да се вика Осум аманети, бидејќи песните навистина вредат, се постари, подзаборавени, но кога ќе си ја добие својата величина секоја од тие, своето рубо, се надевам дека ќе заживеат и кај помладата популација која што не смее да не знае за овие песни да се изостават. Рече кумановски слабо разбираш? Најслабо. Затоа му реков, ја пази само немој да гаѓаш свилицу. Ама не, малко време си у Куманово. Не бе, не, сега ќе пробам. Не, но брзо учам, тоа е добро. Да видиме колку си научила. Ајде, Видиш да ли? видим. Ја па видиш и боже ми јас сум. Треба да читам? Ајде да прочитаме кој пробај да го чуем. Мама ми кажа да се со ваш акцент или јас? Да, кумановски е. Кумановски. Да те пробамо на кумановски. Мама ми кажа ако се истетовирам, одма ќе ме На истера. намава од На дома. мама. На мама од дома. Намава од дома. Кад оно муж ми зема, па се истетовира. 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 И избегали, истетовирај на кумановски. Ево, добро виде, не е лошо да. Ево като кът, тој кој на кът сак, Да. кът ако не Са тој кът, так, сак. Да. Така ли? Тој е брзо, кратко Тоа и е ми. многу во скратена форма. Аби ти си Да. била во Многу Струмица. скратена. Чекај ти. Во Струмица, кога појдов да живеам, првите 2 недели се обидував да ги разберам, а после тоа веќе ги навикнав. На Google Translate. Првите 2 недели само ги гледав и се смеев. Ништо не разбирав од се што ми кажува. Потоа веќе го навлегов во нивниот дијалект и се навикнав. Повеќе се дружев со Зоки од телевизија Интел, која што беше многу популарна на тоа време, во тоа време, и така со него се разбирав, бидејќи тој мора да зборува за медиумот по-чисто. И вика, се што не ти е јасно тука, вика, барај помош кај нас. Викам, јас ништо не разбирам овде. А проба нешто да научиш? Струмички ме разбори? тераа да научат, ми беше многу смешно моето. Нешто да ни кажеш, бе, некој изрека на Струмички. Ај некој изрека на Струмички. Кој? Нешто ба кажи. Чекај, нешто тоа струмички. Жол Толку време Волк Понсо седам. Буи не беше на Струмички, тоа е Радовишки доле. Не бе, зашто жртвак? Имаше еден гаф, така, како беше само да се сетам. Сетава патава. Се това па това. Се истото па истото. Да. Билевски е истото па Се истото. това па това. Ама они кои ќе го кажат изгледа како турли това. Се това па Сетава това. патава. Се това па това. Шо е сега тоа? Ништо ново, ништо ново. Тој па тој. Ми викамо на кумановски тој па тој. Тој па Да, тој. тој И до нас знаеш што е интересно кога се видимо? Здраво, што правиш те? А ти што правиш и ја те. И што е те? А све се разбирамо, знаеме што прави кога се видимо, значи те. А и струмичани. дали цепи дрво, дали? Ама не, у почеток ти е било нели као. Во почетокот подо. Али после ги научиш. Да, после Да, тешко да збориш како нима, меѓутоа. како нив не се е ни проблем. обидува, зашто бев циркус јас со моја Сега, дели. сега ви, пошто малку време си у Куманово, нели, сак си... Сак е почесто. Сак си у етно село Тимчевски Да, сваку сак си неделју. почесто, Мислим, еден пут неделјно и сак почесто си у Куманово, најверојатно ќе научиш и нас да не разбираш. Ама да Почнав збориш веќе. потешко. Веќе почнав. Не Нашата- прочита лошо. Ќе се навикнеш. И тој пишувано с мој рукопис. Пишувано, Извинете, не ама со штампа. лаптоп не ми уклучи кабел. Добро, требаше јас да си го напишам, можеби. Може би, па тоа реков. е- Добро, ја Не, не не, пишувам добро беше, лошо, одлично. чекај да Не не ти пишуваш пречуваш. лошо, ама пишуваш поврзано. Не, поврзано, да. Поврзано. Јас зборувам неповрзано, а пишувам поврзано. Тоа е одлика моја, знаеш, може да те збунам некаде. Ај, реков дека ќе разбиеме таа фама за Pioneer продукција. Прв пат, сега сум слушал тоа време, сум го заборавил. Ване ме подсети, беше голем инцидент на времето, имено као некои се уште вртат муабети дека ти се изразила оти нели бугарски Нашите песни песни некои сум ги нарекла. си ги нарекла бугарски нарекла песните. бугарски, да. Ајде накратко да кажеме, бидејќи ти си тој тип кој не сака многу да се појавува по медиуми и да демантира гласини за себе. Сега ова е специфична работа, не Не, навистина Посериозна е работата. Да, посериозна е бидејќи многу луѓе се засегнаа во таа изјава која што јас не се изразив така. Јас прво Так. зборував на македонски јазик во бугарска телевизија, тоа треба да се почитува, бидејќи јас не го прифатив нивниот јазик,
а во моментот се обидувам да си преведам во глава што ме испрашуваат, какво е прашањето на бугарски, зашто не разбирам бугарски. Се мисли Јас збори македонски, немам ништо а кажала дека одговор за се тоа. бугарски песми или дека она е бугарка. Да. Мислам, малце нелогично, Или напротив, малку- добра да. промоција на македонско Да, зборување. многу е нелогично е, многу да. повеќе јас го почитувам гестот што јас на таква голема таков голем медиум и таква национална телевизија во кај нив, зборувам на македонски јазик. Мене тоа многу повеќе ми значи и ми докажува колку јас ја сакам земјата и што сум. Да. Што сум како државјанин. Луѓето премногу гледаат да ти најдат точка и запирка во сето тоа, а мојата кариера е веќе 30 години и баш тогаш јас кажувам дека сум била сведок дека не почнуваат настани каде што не се пеат без да ги интерпретираат песните Јовано Јованке и ја кажи ми облачеле бјало понивно е тоа, а кај нас кажи облачеле бело. Да, и тие се фатија Вика дека го јас знам. на македонските песни сум ги направила, сум ги продала, сум ги направила бугарски, па тоа беше вака, тоа беше узбуна која што премногу имаше влијание лошо кај мене врз кариерата. Па тоа. Се обидува да ме бојкотираат од секаде, како медиумски, така и со турнеите, така и со цела диаспора, да ме замерат со сите менаџери кои што сум соработувала години и години, и тоа беше едно такво селектирање, да кажам, на луѓето, што јас во моментов сака само да исклучам интернет и да не гледам ништо што се случува. Тоа беше Се повлече малку тој период, се Да, повлече. најпаметната работа за мене и за моите најблиски беше да не се гледа и да не се чита се она што е злоупотребено. И така да таа сајбер мрежа е многу Како зезната. не, сега со оваа вештачка Да. интелигенција која може Се, многу да значи, биде корисна, јас човек за може жал мислам многу- дека во лоши може работи. да ти наштети, да се свртат нештата преку ноќ, да заминат се она што сум го градила јас години и години уназад, докажувајќи колку се имам направено за македонската ризница и сцена, се извртија нештото со едно појавување и тоа искрена да бидам. Мене бугарите многу ме сакаат и ме почитуваат. што е лошото? Јас тоа го гледам. И јас никогаш не правам поделба на народите и нациите, бидејќи музиката е онаа која што не зближува и таа е мост Така, на убави да, работи да, и да. не треба ние воопшто да злоупотребуваме ниту срби, ниту бугари, ниту Ама колку јас знам, грци, ние ниту немаме проблем, албанци, они имаат ништо. проблем со нас. Да. Знам- Значи јас немам проблем со никој. Јас ги пеам песните, се она што се бара. Еве во Турција пример настапував едно појаснување вака. Во Турција настапував на многу голем медиум во ТРТ Авас. Бевме со Адил, кој што е турчин пејач да. и многу докажан професионалец во својата работа, кој што популарен ми е многу објасни таму. како треба да испеам јас една песна која што треба да ја пеам на фестивал тука во Скопје. И вика ќе ја испееш јуксек те пелере и многу ќе те засака публиката и тоа навистина се случи. Јас со една песна станав многу поголема звезда во Турција, испромовирана како македонка, со една песна која што ги испочитував турците, а тоа кога го направи во Бугарија да се појавам, одма имаше напад. Значи тоа не е фер. Ти само кажуваш дека ти знаеш да го работиш нештото. Да. Еве уште одамна јас првично имав испеано песна на индиски јазик. Тоа не значи дека јас индика сум станала. Глупости. Ова е жешка тема и сега идва и чека. Не треба да се мешаат тие Не работи. треба да се меша. Значи мојата способност која што јас имам како талент, како дарба која што јас викам да се има ваков талент, Бог само може да те части, да те благослови. Тоа е благослов само да ти вдахни нешто за што ти си створен. Значи сцената од секогаш била мојата најголема, најпосакувана желба. Кажи дека актерка си требало да бидеш. Глумица Да. требало да биде, бе. Колешка. Да, Па, но ние не сме тогаш, некои и глумци. до ден денес ме побара. Нели? И ви кажам, да. И зашто тој пишмани се? Ќе го видиме у некој филм, ќе видиш или Не, серија. па бев премалечка за да стапам во тие води. Ја кога- још сум малечак па глумче, Да. ме разум. А и сега О, још не, Ќе тако чекам да порасну кај ќе биде. Точно. Чека да порасте, никад не е требало да Но седнам. јас си се пронаоѓам навистина во музиката, а талентот си постои. Јас сега овој талент кој што го носам го имаат наследено моите 3 деца, и Софија и Марко и Калија, но најмногу го гледам во Софија и во Калија надареноста во музицирање, бидејќи се она што Софија го ишколува некој си 2 години така приватно одејќи на часови,
Малата само што ја гледа, знае тоа да го применува без часови. И јас викам, не знам ова како е можно. До толку генетиката да има влијание. Да. Викам, да немаш ти познавање кога Гоце Костовски пеак, тој што ми ја работеше песната Мој си за секогаш, само ќе му пуштам на телефон, викам, слушај што знае да отсвири Калија. И само ми вика, детево, има одено музичко? Не, ни еден час. Како може овие акорди да ги знае? Мене не ми е јасно. Викам така. Значи овде генетика стварно, другар вика, ова е чудо на природата. Македонка и патриотка од многумина во Македонија. 3 деца родила, бе. Тоа е патриотизам. Тоа Економија и наталитет. Поважно моментално нема ништо. Нема. Ти своето кон Македонија си го должила. Јас моето си го направив. Па да, најголем патриотизам. Прашај ме нешто, после се жалиш. Прашај кој број ципеле носиме, што има веза? 44. Најголем. Од најголемите. Најголем. Најголем Може да стварно 41 без да ме прашаш. 41. Драгане, ти 39. 41. Може да си ги менјаваше. Голема И македонка. не сум био никад на Знаеш како штикле, ви кажа? може по себе си малку да ги поносам штикле. И повисок ќе види кај ќе те удар оден пут. Кај ќе те удар. Од мислам од озгора не оден пут. А знаеш ли усмешко на свадбу? Певачица, нели уметнич, естрадна уметница, пое и насред свадба прекинува го песма, вика, моли се си гости да седнев. И прашува сега, доваѓа секар, зашто сви да седнев? Има еден дедо, наручува песмо, треба да го најдемо Вилицу, не ga разбирамо. Песмо му тражи, а дава 100 евра. Јаш малце. Не може да идеш на свадба многу. Да. Доаѓаме полека пред крај. Ако она најчуено прашање, ако нешто не сме те прашале, слободно кажи се. Ја во меѓувреме малку со спонзорите да кажам, ќе играме лото, малце. Играш ли лото ти? Понекогаш, од време на време, да. Еми доволно да те изненади Да. нешто сега за новогодишни празници ќе биде онака турбо. Но Да ни кажеш бројчиња? Интересно е што мојот колега кој што ја работеше песната неодамна доби 6 на лото. И доби околу 8.000 евра во вредност. 8.000 евра, Да. шестка. Да. Видиш. Емо рекол. Тоа е Драгане, уплаќај ги тие броеви што ги пишуваме, не само да ги напишем. Знаеш и Ајде да не збору. Секи Ајде, ти купу нешто. Боби, има ли повратно од тој дека нели ми свако емисија пишуваме броеви? Кажа ли он еден пат имамо тројку, имамо четворку, имамо двојку? Тој у школу. Еве га. Еве. Ја ти викам музицирам, уму, ја имам некој талент. Виж дека свиру и збору исто време. Значи, Боби, повратна информација немамо, дали смо Стај ги добиле? нема. Кажи бројче. И кец е 15. Еден број. Де сега ќе правиме некоја варијанта. Ја ќе го уплатам и после ќе делиме пола-пола ја и ти ни вадали ги. Ложе 8 до сак, ни еден 8 пут не евра, тие 08. повратно. Ајде кажи број. 20. Абе, еве, неќе не ти Ајде, кажи. кажи. Не, не ти игрете Ако па бе, не дели. те, нема ништо да ти дам како и до сега. Веќе се Ама не навикна да даваш, не даваш. стварно, е. Се навикна да не му даваш ништо. Ја не му дам да збори, не па паре да му дам. Ја ќе кажа на бројче, ама Елена има предност, пошто Не, ако Две кажеш- кажа, две кажа. Две, Па ќе му дајемо предност. Долно е, јас, не. 13. Не прашај, мушко, петак не сме добро. 13 е шега. Мој 6 Ѓурѓевдан, 6 8 13. Многу смо доле, ѓуримо, Значи, ѓуримо. свако лишче ga пишува njegov rođendan. 6. Ѓурѓевдан. Па личи ме 6. Pa pogodili ga neko put brojče. Колку пат не е искочило. Ај, за тоа ги играм, ќе се појави. Ајде, Елена, Елена, вика некој? Не, Елена, полно име, убаво, Да, македонски. Елена. Ели не. Најблиските ме викаат Ело. На Ело? Галено, да. Ело. Ело Абе, на ти Галено. секаде живееш освен во Ело, Прилеп. Еле, Прилепчанка да. не живее. Охрид живееш, често си. Секаде имам стаж јас. Секаде, да. Да се разбериме А од секаде. никаде лична Секаде карта? сум, да. Личната карта од кај ти е? Од Скопје. Ова беше. Не знаеш што е најубаво со мене, што сега што ме запознал, секој сака да ме задржи. Коки Никој не сака да приметилата? си одам. И кој што влегол во мојот живот, никој не сака ни да си оди од мојот живот. Ето, видиш? Колку е опасно. Пази, гравитирам од туја, може да се фатиш Na за... mene mi poja moj si. Па за тој ти викам, води си ред. Да не те тражу после, виж дека у сви градови, не може да најдемо ред. да. Него на концерт ќе чуј кога има концерт и си тој негде, Да. околу ВЦ. Уште 3 бројчиња ни Не, недостасуват. каде и да појдам си викаат, таа си е наша. Наша, Натурализирана, таа си е наша, никој не ме дава. Струмичаните уште си кажуваат, таа си е наша. Ево сега и малку си и Охриѓаните наша. викаат, таа си е наша. Често си во Куманово, и наша си. Сега ќе си видам и ваша. Да. Ние ќе ти дадеме лична карта. лека по лека. Пошто не вреди ништо наша. Не ми исто е како други. Ајде, уште 3 бројчиња ќе кажеш, бе, неќеш.
29, ти знаеш. Ќе го промаш, не му. Виж, да. 29. Ајде, знаеш, 29 и Предложам на Елена да предложам Ајде, Елена, трите још. вечиња датуми на роден ден. Ама не, јуш две ни останава, колки безобразно ни изиграат, ма виде. Нега ни праша. Ајде. Не мора два пut да ми кажеш 13 повлечено. Ако скочи 13 ќе биде 24. 24. Да. Уште два? Роден Уште ден. два? Да, па роден роден ден. ден На на сите три. вечината. Ајде, 11 11 и 6. Не, 6 има. И и 9. 9. Овој да ти испраша, Боби, дали ги знаеш роѓендани? Памтите бе Убава вие работа. се. И најтешко е кога ќе каже, Минимум 5 добиваме, не знам. Свако на што ни е годишница? Петка. Не, минимум 5 Леле, ако добиеш, само ако не ми се јавиш. Ајде, да. Само ако не се Сликајте јавиш. бе, сликајте. Не, ај ја ќе го сликам па ќе ми го прави. Све така работи. Јас ќе го стикам, па ќе ви се јавам, ќе ви кажам, ќе ви Постоја- правам еден пат Боби. Се наскоро. Ја нон-стоп ги менјам наскоро, авто, наскоро. они бе прашуваа само од кој ти паре, не ги Наскоро, текнува. наскоро. Колку авто смени до сега? Лотове, дечки, игрите си и ви можете да добиете. Елена, реков, ако нешто не те прашувам, има нешто значено да кажеш? Па не, само би сакала да ги поздравам сите гледачи, да им посакам среќни новогодишни божикни празници, да си поминат убаво за новогодишната ноќ. Јас себе можам да кажам дека на 31 ќе бидам денска шема во македонско село во Скопје, заедно со уште неколку мои колеги. Тоа ќе биде од 12 до 16 часот, а вечерта ќе бидам тука во етно село Тимчевски. Ги поканувам сите кои што се во можност да дојдат да си поминеме најубаво, незаборавно, да ни почне новата година убаво. И за крај, Налеј. ќе имаме налеј. Една за крај. македонска, Још една една песна? асли македонска, Да, налеј, да налеј, докажеме. најобожавана и од старата и од помладата генерација. И еве нека биде поздрав за сите, изведена во една многу пријатна атмосфера, многу таков тивок и пријатен амбиент како за гледање, така и за слушање, нека биде и овој пат во тоа светло. најдовме, кога ги баравме,
Браво! Благодарам уште еднаш. Браво. Да сте живи и здрави и вие се гледаме во следната епизода. Чао! Ризикувајќи да бидам здолевен, уште еднаш да ве подсетам за доаѓањето на мистер Трамп. Печатив не може човек да го избегне. Господ здравје да му даде поради она работа за која говорев. Значи, само машко и женско, нема повеќе да се клацка работата, ова се знае сега кој е кој и што е што. И што е уште може би подобро, веќе нема како и до сега. Роди, мори, бабо, машко дете, што само понатаму ќе одлучи дали ќе биде може би женско. Нет, ама затоа родовата еднаквост ќе се остане. Јас тоа го потврдувам и сум за. А тоа е кога таткото ќе се опиени ко мајка. Ете тоа. А слично како и вечерва што беше, ќе видите и следниот викенд, кога повторно се враќаме со нашите пријатели, покровителот, државната лотарија и нивните бројни игри во вид на гребки и секако онаа главна Лото 7 секоја среда и сабота со над точно 61 милион денари. Подарете и некоја гребка, а со тоа усреќете некого, а не само вас. Ние ќе ви подариме нова емисија, заедно со нив, со државната лотарија, со млечните производи од Бучен Козјак, Алфи Техноцентар во Скопје и Куманово, чистите детергенти од Арис и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски и ресторан Еден. До тогаш, нема љутиш преку репризи на сите социјални мрежи, како Facebook, Instagram, TikTok и YouTube. И следува она како за крај. Знаете ли што му кажала жена му на Бил Гейтс по првата брачна ноќ? Го кажа веднаш, ама сакам да го повторам со мерак. Му рекла, сега точно знам зошто фирмата ти е со име Microsoft. Ај, чао. Таа нему, јас вам.